Како што најави колегата Владко Чаловски, следен негов разговор е со лидерот на партијата Подем, Живко Јанкуловски. Доколку сте подготвени, Чаловски повели. Да, Атоска, се враќаме со вториот разговор во овој сегмент на предизборна кампања која што започнува денеска, нели? Во следните 10 минути ќе разговараме со господинот Живко Јанкуловски, кој што е лидер на партијата Подем. Добро утро, господин Јанкуловски. Добро утро, да ги поздравиме вашите слушатели и гледачи. Секако. На вашата гледана емисија. Ви благодарам на тоа, меѓутоа овде сме за она што значи политики, нели, на Подем. Вие сте дел од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Бевте со коалицијата ВМРО ДПМН и на последните претседателски избори. За почеток да ве прашам, кои се оние политики кои што Подем ги доближува со партијата ВМРО ДПМН? Благодарам. Значи, Подем на 12 јули веќе прави свој роден ден од 12 години постоење. И Подем, знаете, најверојатно дека настапуваше на првите локални избори по формирањето, каде што освои над 22.000 гласови. Настапуваше и на едни од парламентарните избори. Потоа, секако дека сме коалиција со ВМРО ДПМН повеќе години. Што предизвикува да коалицираме со ВМРО ДПМН? Значи, пред се програмските определби. Ние од самото постоење перманентно, значи, ја обновуваме нашата програма и мислам дека имаме една од поквалитетните програми, иако сме помала политичка партија на политичката сцена која настапува во Република Македонија. Сепак имаме забележителни проекти и во претходните периоди, меѓутоа и во текот на оваа изборна програма, каде што настапуваме со наши проекти кои се дел од програмата за обнова на Македонија. Кои се клучните проекти? Значи, клучните проекти ние пред се посветуваме внимание на образованието и земјоделието, бидејќи познато, нели вие, дека јас и 2006-2008 година како вице-премиер ги покривав токму тие ресори, меѓутоа и партијата ги застапува токму тие ресори. Но од друга страна, како партија во центар кон лево, застапуваме доста добри проекти од областа на социјалата, здравството, меѓутоа се бориме против корупцијата и за воведување на еден вистински правен судски систем, каде што Република Македонија треба еднаш за секогаш да го регулира ова прашање. Ние Велите партија центар кон лево, ама се приближивте повеќе до десната идеологија. Видете, ако добро ги анализирате програмите на двете политички партии, едната од лево, другата кон десно, сметам дека ќе констатирате дека токму левата политичка партија, Социјалдемократскиот сојуз, има многу десни проекти, меѓутоа од друга страна пак десната партија ВМРО ДПМН има многу леви проекти. Значи, ако тргнете од тој поглед, тешко дека ќе можете да се ориентирате која партија ги застапува левите, која десните цели. Ние како партија, значи, си имаме своји проекти, кои проекти се совпаѓаат со дел од проектите на ВМРО ДПМН, односно сега од програмата за обнова за Македонија. Например, сега се доста проекти опфатени од нашата програма во програмата за обнова на Македонија, меѓутоа од друга страна имаме проекти кои се преклопуваат со програмата на обнова за Македонија, односно на ВМРО ДПМН. Сметам дека со нашиот квалитетен кадар кој го имаме во партијата и со добрите проекти ќе дадеме голем допринос за иднината на Република Македонија, како што и досега впрочем дававме голем допринос преку нашата коалиција. Господин Јанкуловски, една од паролите на господинот Мицковски во пред, условно кажано, пред пандемијата, меѓутоа и за време на пандемијата е секако Преспанскиот договор, беше критикуван од партијата и договорот со Бугарија. Какви се вашите ставови во однос на тие политики? Преспанскиот договор за вас е завршена работа или? Видете, значи Преспанскиот договор за нас е исто така штетен договор. Значи представува штетен договор. Во која смисла е штетен за? Во која смисла? Еве сега, например,
што ни се случува со договорот со Бугарија. Меѓутоа, немојте да заборавите дека откако евентуално ќе се преброди тој проблем или ќе се затаи можеби времено, дека ќе се вратиме повторно на проблемите со Република Грција. Значи, едноставно, Република Македонија ќе тешко дека ќе може да ги оствари своите соништа за влез во Европската унија, иако и ние како партија, значи, во нашата програмска определба имаме зацртано влез во Европска унија и во НАТО. Значи, за жал, мислам дека многу тешко ќе ги оствариме тие цели. Зошто? Ако сме сега членка на НАТО и ако треба да се донесе онаа преговарачка рамка за нашата држава, тогаш во каде го гледате оној клучен проблем каде што велите дека Македонија тешко дека ќе може да се приближи кон Европската унија? Тргнете од тоа, значи ако на Република Грција им смета, на пример, некоја шахта каде што ја има сонцето, и сега треба да ја гребите таа шахта, замислете колку ќе им смета она останатото што треба, на пример, да ги со комисиите дотераме учебниците, на пример, да ги справиме некои према нив неправди што се случувале во минатото, а за нас се тие болни нешта. Замислете како сега работи комисијата, иако викаме, кажано е дека ќе работи комисијата обострано од двете страни, значи ако има забелешки Република Македонија кон Грција, меѓутоа тоа не се случува. Значи тоа се случува само на забелешките на нашата држава, а не и за Грција. Од друга страна, неправдата е исто така кон оние нашинци кои живеат во Република Грција, каде што треба да се откажиме во наредниот период. Исто така со договорот со Бугарија, дали е возможно, себе вас ве прашувам или македонскиот народ го прашувам, дали е возможно да се откажиме на пример од македонскиот јазик кој го побаруваат. Знаете дека во собранието донесена декларација во Република Бугарија. Се работи за декларација донесена во октомври за внатрешна употреба внатре во Бугарија, бидејќи таа не може да представува дел од договор кој што е веќе донесен. Но добро, ако полемизираме... Јас ќе бидам среќен ако навистина нема да се заложат да се реализира. Меѓутоа, со оглед на тоа што сите партии во Бугарија се единствени со тој став, мислам дека ќе имаме голем проблем. Исто така прашањето со Гоце Делчев. Знаете што повеќе ме нервира? Например, можеби и некоја друга политичка партија ќе мораше да го реши прашањето со името. Значи, не кажуваме дека не требаше да се реши. Меѓутоа, имаше начин каде што можеше да се реши на малку подобар начин за кој ќе испаднеше за Република Македонија. Дали се прашувам јас и внатрешната употреба на името Република Македонија беше голема пречка. Мислам дека Грција еден период веќе се имаше согласено за прифаќање на внатрешна употреба на името. Или сега, на пример, дали имаме ние обврска на секој прв или втор збор да кажуваме Република Северна Македонија. Значи немаме таа обврска, ние самите тоа правиме. Дали имаме обврска да ги чистиме шахти, дали имаме обврска да поставуваме табли, на пример, каде што ќе се бриши името. Или имаме она 5 годишен период од како ќе добиеме датум за Европска унија. Да. Ова значи, дискусија имаме многу причини и нема крај ова дискусија. Кога се однесува за Преспанскиот договор, за договорот со Бугарија, секако има луѓе кои што ќе се согласат, аналитичари кои што ќе се согласат и аналитичари кои што нема и луѓе кои што нема да се согласат, нели со. Добро, имавме неуспешен референдум за тоа, значи македонците не се искажаа дека треба да се прифати тоа име и за внатрешна употреба, така што ајде да се бидејќи велам повторно, ова е тема која што бара нели подолго време да се за крај, бидејќи немаме десетина минути се одвоени за представниците на партиите во овој сегмент, бидејќи рековте дека еден од стожерите на Подем е образованието, што е она како партија што го нудите во знак на подобрување на самото образование, кое што ќе признаеме дека и двајцата дека изминативе 30 години никако да застане на здрави нозе, а тоа е стожерот на една нација, еве ако се прашувам јас. Да, убаво кажавте, значи образованието е стожерот на една нација, образован народ, значи силна држава. Од друга страна, сметам дека образованието е паднато на најниско скалило. Можеби не само овој период, туку и малку порано. Меѓутоа, овој период, како што одминуваше,
образованието паѓаше се подолу и подолу. Еве, земете пример Скопскиот универзитет кој беше во Шангајската листа во оние 1000, сега веќе го нема во тие 1000. Или другите Тоа не универзитети. е големиот проблем на дали универзитетот се нашол. Верувајте, бидејќи сум во образование, сум професор на факултет, знам како беше во поранешниот период и како е сега образованието. Како треба да биде? Дека системски треба да се реши прашањето. Значи, ние мораме да добиеме на квалитет. Верувајте дека и учениците кои ни доаѓаат на факултетите, гледаме еден голем неквалитет уште од основното или од средното образование. Ние во наредниот период мораме да ги истакниме и да ги одржуваме само оние квалитетните универзитети, оние квалитетните факултети. Не мора да се расплинуваме на многу дисперзирани студии или на многу неквалитетни факултети, туку напротив, треба да одиме на квалитет. Мораме да посветиме поголемо внимание на издвојувањето на повисок процент, например, за науката. Ние сега сме на едно најниско скалило во обкружувањето, меѓутоа и во Европска унија. Имаме најмало издвојување. Науката едноставно не се финансира. Без наука нема образование. При евентуално освојување на власта на ВМРО, ДПМН и коалицијата на следните избори, тоа е сегментот, тоа е местото каде што ќе ги барате вашите позиции, вашите политики? Да, веќе и во програмата мислам дека овој сегмент е внесен како еден од позначајните проекти, меѓутоа исто така ние се задржуваме и на земјоделието. Вие денес имате, замислете, издвојувања и во поранешните години, меѓутоа зборуваме сега за оваа изборна програма, имаме над 160 милиони евра за земјоделците. Од друга страна, вие денес купувате, например, цреши или јаготки над 100 денари. Долга е таа политика, значи, цени да ги разговараме. имате каде што земјоделците не ги добиваат тие суми, него исто така и земјоделието системски не е решено. Значи, имаме неквалитет, меѓутоа и квантитет. Мораме да обрнеме поголемо внимание. Образованието и земјоделието како клучни политики на подем во коалицијата на ВМРО-ДП. Да, посебно внимание посветуваме на тоа. Меѓутоа, ви кажав, тука ние посветуваме на животната средина, социјалата, здравството и против корупцијата. Така, како што и реков, значи, имаме добри проекти, видете ги, ги имаме на веб страната. Како што и реков на господја Морачанин, во текот на кампањата сигурно ќе разговараме повторно и со вас, колку ни дозволува времето. Ви благодарам што одвоивте време за утрински брифинг. Ви благодарам и на вас и се радувам дека и друг пат ќе бидеме ваши гости.